Зголемен бројот на македонски домени во 2024. Скопскиот аеродром со престижна награда. Новинарите на Грција во штрајк. Украина со најголем напад врз Москва. Луксембург е мал, но полн со историја и атракции. Фикјо, автомобилот што ја моторизираше Југославија. Во текот на 2024 година биле регистрирани околу 6140 нови македонски домени, покажуваат податоците од надлежните институции. Овој тренд укажува на зголеменото дигитално присуство на компании, организации и индивидуални корисници во Македонија. Особено впечатлив е порастот на владините веб страници, чиј број се има двојно зголемено во однос на претходната година. Ова сугерира дека државните институции активно инвестираат во онлайн услуги и дигитална транспарентност. Експертите сметаат дека зголемувањето на бројот на македонски домени е позитивен сигнал за развојот на дигиталната економија. Голем дел од новорегистрираните страници се поврзани со бизнис секторот, што укажува на зголемен интерес за онлайн трговија и услуги. Се очекува овој тренд да продолжи и во 2025 година, а владините тела најавуваат дополнителни инвестиции во дигитализација. Стручњаците препорачуваат зголемување на сајбер безбедноста за да се заштитат новите платформи од потенцијални закани. Меѓународниот аеродром Скопје е добитник на награда за најпријатно аеродромско искуство. Ова признание е дел од глобалната евалуација на аеродромски услуги, при што патниците го оценувале нивото на удобност, чистота и услужност. Според организаторите на наградата, Скопскиот аеродром се издвоил по својата ефикасност, љубезноста на персоналот и модерните капацитети. Патниците особено ја пофалиле брзината на услугите и пријатната атмосфера во терминалите. Од менаџментот на аеродромот изразија задоволство од признанието, нагласувајќи дека ова е резултат на континуирани инвестиции во подобрување на искуството на патниците. Тие најавија и дополнителни проекти за подобрување на инфраструктурата и услугите. Оваа награда ја зајакнува позицијата на Скопскиот аеродром како еден од водечките во регионот. Властите очекуваат признанието да привлече уште поголем број патници и да го зајакне имиџот на Македонија како атрактивна дестинација. Грчките новинари денеска започнаа 24-часовен штрајк во знак на протест против условите во медиумската индустрија. Штрајкот го организираа синдикатите, кои бараат подобри работни услови, поголеми плати и поголема заштита на новинарските права. Поради штрајкот, сите телевизиски, радио и онлайн медиуми во Грција престанаа со објавување вести. Весниците нема да бидат издадени утре, а новинарите порачаа дека нема да се повлечат додека не се слушнат нивните барања. Новинарските здруженија посочуваат дека медиумските работници се соочуваат со ниски плати, несигурни договори и зголемен притисок од сопствениците и политичките фактори. Тие бараат итни реформи за подобрување на слободата на медиумите. Штрајкот има широка поддршка од јавноста, а медиумските работници најавуваат нови акции ако владата не одговори на нивните барања. Грција во последниве години се соочува со зголемена загриженост за слободата на медиумите, што предизвикува реакции и на меѓународно ниво. Украина утринава изврши најголем воздушен напад врз Москва досега, користејќи дронови и ракети насочени кон стратешки цели во рускиот главен град. Русија одговори со масовни удари врз украински територии, зголемувајќи ескалацијата на конфликтот. Според руските власти, повеќе проектили биле пресретнати, но некои предизвикале штета во одредени делови на градот. Во нападите има повредени, а делови од инфраструктурата се оштетени. Украинските извори засега не коментираат за последиците. Русија возврати со воздушни напади врз украински градови, вклучително и Киев, тврдејќи дека нејзините цели се воени објекти. Украинските власти известуваат за големи експлозии и штети врз цивилната инфраструктура. Овој напад се смета за пресвртница во војната, зголемувајќи ги тензиите меѓу двете земји. Меѓународната заедница изрази загриженост, повикувајќи на воздржаност и дипломатско решение на кризата. Вистина е дека Луксембург е една од најмалите земји во Европа, но тоа не значи дека нема што да понуди. На оваа мала територија се кријат многу интересни факти, историја и културни атракции што ја прават уникатна. Вистина е дека Луксембург е единствен по тоа што официјално се нарекува Големо војводство Луксембург, со што е единственото големо војводство во светот. Во моментов, на негово чело е војводата Анри, која презеде функцијата по абдикацијата на неговиот татко во 2000 година.
Вистина е дека мотото на земјата, сакаме да останеме она што сме, зборува многу за историјата на Луксембург. Низ вековите, оваа територија поминала низ рацете на французите, шпанците, австријците и повторно на французите, а нејзината независност била нарушена и во двете светски војни. Вистина е дека Луксембург некогаш бил поголем, но денес има само 2586 квадратни километри. Сепак, иако е мал, не е најмала земја во Европа, постојат и помали, како Ватикан, Монако и Лихтенштајн. Вистина е дека Луксембург е една од најбезбедните земји во светот. Во 2019 година беше прогласен за најбезбедна земја, со само 2800 полицајци и 3 затвори. Покрај тоа, оваа земја е меѓу најбогатите во светот, со највисок минимален приход од 2571 евро месечно според податоците од 2023 година. Вистина е дека Луксембург има големо влијание на меѓународната сцена. Тој е дел од Бенелукс унијата со Белгија и Холандија, еден од основачите на Европската унија и НАТО, а Шенгенскиот договор е потпишан во селото Шенген. Главниот град два пати ја добил титулата град на културата, а во него се наоѓа Европскиот суд. Вистина е дека главниот град Луксембург е познат по своите одбранбени тунели, казаматите, кои се дел од светското наследство на УНЕСКО. Тие некогаш служеле за одбрана, но и како место за одгледување габи, концертна сала и за солниште. Вистина е дека Луксембург е земја на дворци, има најмалку 70, а покрај тоа има и 3 службени јазици – луксембуршки, француски и германски. Вистина е дека Луксембург е најмоторизираната земја во ЕУ, со 681 автомобил на 1000 жители. Сепак, тој е и првата земја што воведе бесплатен јавен превоз за сите, вклучувајќи ги и туристите. Популарниот фиќо беше символ на југословенската автомобилска индустрија и моторизацијата на регионот. Овој мал, но издржлив автомобил, произведен во фабриката Застава, им овозможи на многумина прво возачко искуство. Моделот, кој всушност беше лиценцирана верзија на италијанскиот Fiat 600, се произведуваше од 1955 до 1985 година. Со својата достапност и економичност, фиќо стана омилен меѓу семејствата и работниците ширум Југославија. И покрај скромните димензии, автомобилот беше препознатлив по издржливоста и можноста да издржи долги патувања. Некогаш составен дел од улиците, денес фиќо е реткост и се смета за колекционерски автомобил. Наследството на фиќо останува во колективната меморија на поранешните југословенски генерации. Иако повеќе не е во масовна употреба, неговата култна репутација продолжува да живее преку автоентузијастите и љубителите на класични автомобили. Зголемен бројот на македонски домени во 2024. Скопскиот аеродром со престижна награда. Новинарите на Грција во штрајк. Украина со најголем напад врз Москва. Луксембург е мал, но полн со историја и атракции. Фиќо, автомобилот што ја моторизираше Југославија.